Ние во 2017 година го затекнавме фондот за пензиско и инвалидско осигурување со дупка од 50%. Тоа значи дека пола од парите доаѓа како дотација од буџетот. За да во 24 година, пред изборите, таа дупка се намали на 30%. Што значи дека се помала била потребата некој друг од буџетот да дотира пари за да има пари за пензиите. Што направи оваа власт? Направи упад во системот, по ниту една основа, рационална, реална, која што нема никаква врска со растот на трошоците, на просечната плата и така натаму, направи упад и направи линеарно зголемување на пензиите. И до што стигнавме? Да сега ова зголемување на пензиите биде помало од тоа што требаше да биде ако тие задржаа методологијата за раст на пензиите, која што, да повторам, беше врзана со инфлацијата, растот на трошоците за живот и растот на просечната плата. Значи сега пензионерите наместо 1000 денари ќе добиеа помеѓу 1200-300 и 3200-300 денари. На претходно добија 2 пати по 2500 денари. Да, но една група на пензионери исто така и со линеарното зголемување им беше скратено. И сега што е поентата? Не е само тоа поентата. Се зголеми повторно дефицитот, дупката во фондот за пензиско и инвалидско осигурување од 30% на кои што ние ја донесовме после напорна работа со Светска банка, со имплементација на методологија, благодарение на линеарното зголемување, таа повторно достигна 50%. И сега, во буџетот за 2026 година, 1 милиарда евра, 60 милиарди денари, 50% од вкупната маса за пари, која што ќе треба да биде тука за да се исплатат пензиите, треба да ја даде буџетот на државата. И се поставува следното прашање. Вака конструиран буџет, кој што не е ниту социјален, ниту ги задоволува потребите на загрозените категории на граѓани, ниту пак може да пресретне криза, ниту е развоен, затоа што има многу мала сума на пари за капитални инвестиции. Што ќе се случи ако има некаква криза и тие пари не можат да стигнат до пензионерите? Нема да има исплата на пензии. Тоа ќе се случи. И тоа е тоа на што ние предупредуваме.